Денеска чествуваме 75 години од смртта на нашиот патрон Ордан Михајловски Оцка. Во таа чест сме дојдени на могилата на непобедените да му дадеме чест. Се надевам дека овој ден ќе остане во традиција и во наредните години ќе продолжиме да го славиме. Како одбележувате празник? Некои настапи, некои Па да, овој празник го одбележуваме со пригодна програма, ќе приложиме свежи од свејке, ќе настапат наши ученици. Овој момент го користам да го најавам и годишниот концерт кој ќе се одржи на 25 мај во 19 часот во просторите на Центарот за култура Марко Цапенков. На тој концерт ќе настапат наши ученици, наградени ученици од државниот надпревар и меѓународните надпревари. Ова година стварно имаме многу награди и има со што да се пофалиме. Колку учесници ќе Па ќе учествуваат околу 20 учесници. Денеска како локална самоуправа сме тука да го одбележиме патрониот празник на основното општинско музичко училиште Ордан Михајловски Оцка. Значи, кој што е загинат, пред 75 години во 1942 година, на само 21 година. Оцка кој што бил музичар, виолинист, еден од учествували во аранжирањето, односно во пишувањето на музиката за познатата песна Абере Македонче. Значи, доста млад човек кој што доста бил успешен во својот живот. Како локална самоуправа, не само што сме тука да го обележиме овој патронен празник, знаете дека во минатото доста инвестиравме во ова музичко училиште, се инвестира повеќе милиони денари и сега веќе тука имаме прекрасни услови за работа на нашите деца кои што го посетуваат ово училиште и многу сме задоволни што имаме и имаме и голема сатисфакција што учениците од ова наше училиште постигнуваат огромен успех, значи секаде каде што учествуваат на меѓународни надпревари се враќаат со доста награди, значи би рекол тоа е како локална самоуправа, како град ни представува едно посебно задоволство. Реков, доста е инвестирано, имаме уште еден проект, значи со фасадата да го завршиме оваа година. Минатата година се набави и клавирот, значи кој што доста помага во развојот на нашите ученици и покрај реновирањето на објект во иднина, значи ќе ни остани да докомплетираме во однос на музичките инструменти и ово училиште да биде најдобро, да продолжи да биде најдобро. Јас се надевам дека е и уверен сум дека е најдобро во Република Македонија, да биде најдобро и на меѓународно ниво. Сегашноста и прибавите знанијата. Тие датуми не смеат да бидат заборавени, символ на минатото. Концентрирајте се на овој датум.